Ако сакате оригинал стока од светски познатите модни дизајнери, може да го посетите пазарот во Шутка. Таму за малку пари ќе се купите парчиња облека со непотврден квалитет, но како што велат продавачите, гарант бренд облека. Ако ги прашате за заработката, жителите во оваа ромска населба во Скопје велат дека продаваат бидејќи немаат работа, работат за мал профит и тезгите им се единствената екзистенција. Велат заработуваат од 6 до 12.000 денари месечно и со овие пари гледаат семејство. Во нашата обиколка низ овој мал поинаков шопинг свет, наидовме и на пазарџе и со факултетски дипломи. Трговците велат дека стоката ја набавуваат во Турција и дека за неја уредно ги плаќаат сите давачки. Стоката што тука се продава се носи преку карго по цена од 2 евра за килограм за парчиња од втора класа и по 5 евра од килограм за брендираните парчиња облека. И тука завршува целата евиденција на државата. Се понатаму е сива зона. Татко што продава на едно од тезгите, вели дека неговиот син, кој работи заедно со него, завршил факултет за туризам, но наместо да го шета светот, овој млад човек седи за тезгата и продава парчиња облека за, како што вели, да може да го преживее месецот со семејството. Лугата избега, да ти кажам реално. Лугата ги нема, ида се горе. Ако искочи една плата, хвала му нас Господ што се вика. Порано беше, сега нема ништо, овие 2 години, катастрофе. Никој од овие тезгаджи нема фирма, нема фискална каса и никој не и плаќа данок на државата. Но велат дека никој тоа тука и не го бара од нив. Само за време на избори го бараат нивниот глас, советување дека тука нема ништо да се менува. И секој си го добива своето. Политичарите гласот, трговците мирот од инспекторите. И тоа така си функционира со години. А таму по тезгите ќе најдете 10 пара турски чорапи за 100 денари, мајци за 100 денари, машки оригинал фармерки за 500 денари, женски градници за 100 денари, нова колекција женски фармерки за багателна цена, завеси, детска облека, свечани фустани, обувки сите по илјадарка. По тезгите имате да одберете и гаќи од Турција, но и наши, шиени тука некаде, зад куќите. Трговците велат дека турската стока е подобра, но и поскапа за 10 денари. Меѓу трговците има и такви со пријавена фирма во Дуќан на Битпазар, а истата стока што за таму се носи, се продава и на тезга на пазарот овде, по половина цена од онаа во ГТЦ, поради како што вели една од жените што продаваа, високата кирија и давачките. Цел живот продавам, како дете од 9 години, како нема да знам кој број да ти дам. Значи, омажив на 17 години, па пак повторно продавам и тој маж ми продава. Колку за леп, за облекување, фала на Господ. Овде нема ниту давачки за пријавени дуќани, ниту фискална сметка, ниту пак некоја голема заработка. Сретнавме и трговци што продаваат чорапи и велат дека заработуваат по 5 денари од продаден пар чорапи. Додека трговците раскажуваат едната страна на приказната, врзана со сиромаштијата и борбата за екзистенција, представници на власта се позачестено изјавуваат дека државата ќе бара начини да се справува со сивата економија. Но овде и во време на едната и во време на другата власт, сивата економија наречена пазар Шутка си постои. Помагајќи им на сиромашните, решавајќи голем број социјални проблеми, овој пазар стана синоним за сива економија. Постои со години и досега ниту една власт не собра храброст да го затвори. Вака им е полесно, помалку социјални случаи, помали буџетски грижи. Пазарот во Шутка е тука, се додека државата не направи пресметка со што се добива повеќе, со помалиот број исплатени пари за социјална помош или со помалиот број издадени фискални сметки. До тогаш 6 за 100, ајмо народе!